Здраво, здраво и добре дојдовте во уште едно издание на Учиме германски со Лева. Во денешното издание учиме за делови од тело. Делови од тело на германски се викаат der Körperteil или во множина die Körperteile. За да ви бидат полесни за учење вака поголемите зборови, морате да ги поделите, барем на мене така ми беше полесно и доаѓа овој збор од два збора Körper, што значи тело, и Teil или во множина Teile, што значи делови. И започнуваме поред. Der Körper, како што реков, О со две точки или умлаутот О со две точки се чита Ü. Körper. И на крај А. Körper, тело. Der Körper, die Körper. Одиме понатаму. Глава на германски е der Kopf. Во множина die Köpfe. Коса се нарекува, обично се користи во множина die Haare. Во еднина е das Haar, што значи и влакно. Око на германски е das Auge, очи die Augen. Уво das Ohr, во множина die Ohren. Нос die Nase, во множина die Nasen. Уста der Mund. Се користи и множинска форма die Munde. Зап der Zahn, во множина die Zähne. А со две оточки, умлаут, А, се чита цене. Die Zähne, заби. Зборовите од тело ви ги подели во три групи, тоа беше првата група, делови кои што се наоѓаат на глава, продолжуваме понатаму. Уште еднаш повторувам, делови од тело се нарекуваат die Körperteile. Делови од тело, die Körperteile. Како што реков, der Körper, тело, а грб се нарекува der Rücken. Der Rücken. Во множина die Rücken. Забележувате дека именките во множина одат со определениот член die. Der Schulter, рамо. Во множина die Schultern. Уште еднаш, der Schulter, die Schultern. Рака на германски е der Arm. Во множина die Arme. Се мисли на целата рака, кај нас над лактица под лактица, значи целата рака се нарекува der Arm. Во множина die Arme. Понатаму имаме die Hand. Рака, можеме да кажеме и шепа, бидејќи има и одделни зборови за дланка и за прсти. Значи die Hand. Рака. Die Hände во множина раце. Меѓутоа уште еднаш потенцирам дека се работи само за дланка и прсти. Прст, како што рековме, е посебен збор. Die Finger. Во множина die Finger. Значи множина останува исто. И во еднина и во множина, прсти се die Finger. Има разлика во зборот прсти на нозе, кој што ќе го научиме во третиот дел од зборовите. Нога на германски е das Bein. Во множина die Beine или die Beine. Може би некој ќе се запраша зошто имаме два збора во множина за нозе. Die Beine се користи повеќе во јужниот дел од Германија, во Австрија и Швајцарија. Значи исто, бидејќи голема земја, имаат различни зборови во одредени делови на Германија и бидејќи и во Австрија и во Швајцарија се зборува германски, се јавуваат некои зборови различни. Наредниот збор е колено. Колено на германски е das Knie. Во множина die Knie. Колена. Стапало der Fuß. Во множина die Füße. Стапало der Fuß. Стапала die Füße. Прсти на нозе се нарекуваат die Zehen или прст die Zehe. Значи прст на нога се нарекува Zehe, die Zehe во женски род, а во множина die Zehen. Може ќе сретнете уште некој збор, тоа е der Zeh, меѓутоа, како што реков претходно и за Bein, се случува во одредени делови на Германија да имаат различен збор. Меѓутоа, добро е да знаете дека повеќе се употребува женската форма, значи прст на нога die Zehe, во множина die Zehen. Има уште многу зборови кои што би требало да ги научиме, меѓутоа за А1 ниво овие зборови се сосема доволни.
Така да завршуваме тука, имате уште неколку зборови за оние што се поамбициозни, што сакаат повеќе да научат. Зборовите ги имате тука на крајот од видеото. Ви благодариме што ги следите видеата на YouTube Учиме германски со Level. Доколку се уште не го следите нашиот канал, заследете не на Level Center. Чус!